Драги ученици, добре дојдовте на часот по општество. На почетокот од часот би сакала да ви се представам. Јас сум Сашка Парталовска-Гроздановска, одделенски наставник при Основното општинско училиште Димо Хаџидимов од Скопје. Денес на овој час ќе разговараме за чувањето на училишниот и ученичкиот прибор, за неговото користење, позајмување. Што треба да научиме на овој час? Односно, кои цели треба да ги постигнеме. Секој ученик треба да знае правилно да го чува училишниот и ученичкиот прибор, да знае правилно да го користи училишниот и ученичкиот прибор, да развива чувство за меѓусебно почитување, помагање, позајмување, соработка, да знае дека ученичкиот прибор е приватност на секој ученик, личен прибор, и одговорно да се однесува кон своите заедничките работи во училиштето. Со техниката бура на идеи денеска ќе се подсетиме што се спаѓа во ученички прибор. Училишниот ранец, или можеме да наречеме ученичка торба, која што секојдневно ученикот самостојно и уредно ја подготвува. Најпрво треба да ги стави учебниците, потоа тетратките и на крај ученичкиот прибор. Ајде да видиме што ставаме од ученички прибор во ранецот. Моливот. Моливот ученикот го користи за пишување и цртање. Но може да му се случи да погреши и токму поради тоа ја користиме и гумата. Таму каде што сме погрешиле, треба да избришеме, но не да ја користиме и за други работи гумата. Се разбира дека ќе ја користиме само кога е потребно. Ако моливчето ни се скрши или ако ни се потроши, ние земаме острилката и убаво го наоструваме за да можеме да продолжиме со пишување на зададената задача. Ножичките ги користиме доколку наставникот ни даде да исечеме нешто, некоја сликичка или колаж на часот по ликовно. А пак лепакот го користиме за да можеме тоа што сме го исекле да го залепиме дали во нашите тетратки или на некој лист, во зависност од задачата која што ни ја задал наставникот. Дрвените боички исто така секојдневно ученикот ги користи за боење на часот по ликовно и за другите задачи кои што ги задава наставникот, дали да подвлече или да подцрта. Потоа, фломастерите кои што ги користи исто така за боење, линеарчето кој што го користи за мерење на должина, за правилно представување на предметите во тетратката, за точно цртање. Потоа водените боици и четкичките ги користи на часот по ликовно за боење. Мрсните бои исто така ги користи на часот по ликовно за боење. И на крај палетата на која што ги меша боите на часот по ликовно. Како да го чуваме и користиме училишниот и ученичкиот прибор? Ученичкиот прибор е приватност на секој ученик. Тоа е личен прибор. Секој ученик е одговорен за својот ученички прибор, а тоа значи дека правилно ќе го чува, педантно и самостојно ќе го средува, да не го оштетува, да го користи за извршување на работните задачи кои ги задава наставникот во училиште и секако за извршување на домашните задачи. Ученичкиот прибор треба да го позајмуваме и на нашите соученици, кога им е потребен. На тој начин си помагаме и соработуваме во групата на ученици. Но секогаш кога позајмуваме, прво треба да го прашаме нашето другарче, бидејќи да не заборавиме, тоа е негова собственост. Токму за позајмувањето, јас сега ќе ви прочитам еден убав текст. Текстот се вика на час по ликовно. Сите ученици се подготвуваа. Ги вадеа блоковите, боиците и четчињата. Славко збунето гледа на сите страни. Тој немаше ниту блок, ниту боици. Што да прави? Да беше подолг одморот ќе отрчаше до дома, а вака неговиот другар Филип, со кого седи во иста клупа, зачудено го гледа и го праша. Зошто не се подготвуваш? Сум ги донел книгите по распоред од четврток. Зошто веднаш не ми кажа? Бргу го прекина Филип и извади нов блок. Земи, послужи се. Славко се изненади, на лицето му заигра весела насмевка. И боици немам, евете ги овие, земи и четче. Влезе наставничката и им рече што ќе работат. Славко почна да црта, беше смирен и радосен. Од текстот да заклучиме.
Пошто дознаваме каков другар бил Филип? Како ќе постапеше ти ако беше на негово место? Дознаваме дека Филип постапил правилно и како вистински другар, бидејќи на Славко му го позајмил својот прибор на часот по ликовно и не дозволил наставничката да дознае, а Филип да се почувствува засрамен. Јас ќе постапев исто како и Филип, затоа што можеби и јас некогаш исто така би се нашол во слична ситуација. Браво! Училишен прибор. Училишниот прибор го сочинуваат предметите што припаѓаат на училиштето и ние треба да ги чуваме и одговорно да се однесуваме кон нив, а тоа се училишната табла, која секојдневно наставникот ја користи за пишување и за објаснување. Кредата, која што ја користи за пишување на таблата. Покрај белата креда, користи и кредиво бои за посликовито да им го објасни тоа што треба да го научат учениците. Сунгерот го користи за бришење на таблата. Потоа, тука се линирите, триаголниците, со кои што наставникот прецизно ги црта геометриските форми, геометриските тела на таблата. Тука ни е шестеро со кој што прецизно црта кругови и агломерот со кој ни мериме агли. На крајот од часот наставникот на училишното пано, кое што го има во секоја училница, ги прикажува и ги представува изработките што ги изработили учениците. И тука е важно да кажеме дека училишниот прибор го користат и учениците за пишување на таблата, за цртање со ленирите, за боење со кредите, исто така го користат и паното, каде што самите самостојно ги изложуваат своите изработки. За домашна задача, на овој слајд ви се представени предмети од училишен прибор и ученички прибор. Ваша задача ќе биде со црвено да го заокружите училишниот прибор, а со сино ученичкиот прибор. Ви благодарам многу на вниманието. До следно гледање.